Добро утро и добро дојдовте во уште едно издание од рубриката Прашање и одговори со Јосиф во стандардна формација на чист воздух. За денеска ви спремив 5 одговори на прашања. Најголемата интеракција, како и секогаш, ја правиме на социјалните мрежи, особено на Instagram платформата. И за сите оние кои што сакате да ми поставите прашање и да искомуницираме и можеби да добиете одговори, некаква вредност од мене и од нашата заедница, може да го направите тоа користејќи го хаштагот #AskJosif, користејќи ги броевите на телевизија Телма и исто така може да ми се обратите во приватна порака. Коуч Јосиф е моето корисничко име кое што може да ме најдете на Facebook или на Instagram. Првото прашање за денеска доаѓа од Рената, односно r.saseska. И е корисничкото име и прашува: сакам да прашам дали јајцата од препелица ја зголемуваат телесната тежина. Јас моментално ги користам за да си помогнам со имунитетот. Рената, ако ме прашуваш за тоа дали да ги користиш во процесот на зголемување на мускулна маса, е во ред. Јајцата од препелица се во голем процент добри со хранлива вредност. Она што е проблемот со јајцата од препелица е тоа што имаат многу мала грамажа. И многу од луѓето кои што очекуваат дека јадејќи јајца од препелица ќе внесат можеби многу протеин, се лажат од причина што во големина од 5 до 6 грама на јајце, колку и да има протеин процентуално, сепак ќе биде мала количина. Затоа, ако еве се стремиш за зголемување на мускулната маса, многу повеќе би ти препорачал стандардно јајце од кокошка, затоа што има многу поголема грамажа, има многу повеќе протеин со самото тоа, и многу повеќе масти и калории кои што се потребни за зголемување на мускулната маса. Од друга страна, ако ги користиш за имунитетот, ќе морам да те разочарам дека не постои продукт поради кој што се покачува имунитетот. Тоа е баланс на многу хранливи вредности и ако најмногу сакаш да удриш на имунитетот, јас би ти препорачал најголем фокус да дадеш на тоа да конзумираш пребиотици и пробиотици или во превод да внесуваш зеленчуци, да внесуваш овошја кои што ќе ти го зголемат внесот на растителни влакна и да внесуваш можеби јогурт или уште повеќе кефир, работи кои што ќе ја зголемат бројката на пријателски бактерии затоа што во дигестивниот систем, затоа што не знам колку си запозната, но најголемиот дел од имунитетот се смета дека е во дигестивниот систем. Така да тие се моите совети, не значи дека треба да ги изоставиш јајцата од препелица, но немој да имаш големи очекувања дека ќе ти ја направат клучната разлика. Следното прашање доаѓа од Иванцита 7. И прашува која храна е најдобра за зголемување, односно за тегање на мускул по пад на килажа. Ивана, која храна, истата она која што ја константно ја промовирам, тоа е не само да можеби очекуваш преку суплементација, туку да гледаш да имаш добар појадок, редовност на оброци и можеби како додаток да користиш од протеински шејкови кои што ќе ти помогнат во поедноставување и убрзување на тој процес. Генерално храната тука да ќе игра улога, но би требало да вметнеш и вежбање, особено вежби со отпор и со тежини, може да се тоа твоите сопствени тежини, затоа што џабе ако ти внимаваш на исхраната, имаш можеби добар калориски внес, добар внес на протеини, на јаглехидрати, кои што по мене се можеби клучните за да зголемуваш мускулна маса, но во секој случај без вежбање тоа нема да функционира. Така да јас би ти рекол прво почни да имаш вежби со отпор и со тежини и за храната ако ти треба помош, пошто не би знаел пред се да ти конкретизирам врз основа на твојот ден и што се правиш во текот на денот, да ти конкретизирам точно еве како би ти изгледале оброците и исхраната. Следното прашање доаѓа од Поповска со долна црта С и прашува колку можам да ослабнам за 3 месеци со калориски дефицит и вежбање дома. Никој не може да ти одговори на ова, Поповска. Единствено што можам да ти дадам совет за како ете ако ти е толку важна брзината, иако јас не би ти препорачувал да се оптеретуваш со брзината, затоа што брзината и тоа за колку време ти треба да намалиш и ако гледаш што повеќе да намалиш, од искуство ти кажувам дека е најдобриот начин да се откажеш, затоа што секогаш ќе постои човек кој што намалил побрзо и кој што намалил повеќе и најчесто тоа е причината поради која што луѓето се фрустрираат,
мислат дека оваа диета и начин на исхрана изгледа не функционира баш најдобро, скокаат, именуваат, пробуваат друга и пробувајќи се уморуваат, се откажуваат, се фрустрираат, им се намалува самодовербата и се прифаќаат дека треба да бидат со вишок на килажа. Така да на прво место нека ти биде процесот и континуитетот, но доколку сакаш да тоа биде побрзо, она што јас би ти рекол да ако вежбаш по дома, гледај тоа да бидат тренинзи високоинтензивни, каде што ќе има многу игра со пулсот, бидејќи тоа е најдобриот начин за да почнеш да ги користиш мастите како извор на енергија. А второ, ако прашуваш за храна и калориски дефицит, не би ти рекол да одиш со повеќе од 500 калории во дефицит, затоа што тоа ќе ти донесе губење и на мускулна маса, телото ќе почне од страв да не ги троши мастите како енергија, туку напротив и да си чува нешто, ќе оштетиш имунитет, ќе оштетиш коса, ногти, коски, така да не повеќе од 500 калории дефицит и вежби кои што се со висок интензитет. И пак ќе ти речам, не се оптоварувај со брзината, оптоварувај се со твојата дневна дисциплина и со континуитетот. Следното прашање доаѓа од Хохо 8725 и прашува дали со вежбање јога можат да се намалат мастите околу стомакот. Не. 80% од креирањето на мастите и губењето на мастите е храна. Мислам дека и повеќето од прашањата денеска беа доволно поврзани со ова за да разбереш дека практично е храната клучна за тоа колку брзо ќе ги намалуваш мастите и воопшто дали ќе ги намалуваш. Јогата е фантастична дисциплина и продолжи да ја практикуваш, ќе ти помогне, но е далеку од клучната и далеку од тоа дека само со јога ќе успееш да ги намалиш мастите околу стомакот. И последното прашање за денес е од Сара Кузмановска и прашува како влијае чашата негазиран сок врз апетитот кога е испиено од сабајле пред појадок. Сара, затоа што ми потенцираше и бренд, али не сакам да зборувам конкретно за брендови, да можеби да ги ставиме во негативна конотација, бидејќи не е тука местото за тоа да го правиме, за да правиме антиреклама, но конкретно за сок кој што ти ме праша за Тетра пак и купен од маркет, веднаш ќе ти кажам дека е најлошата варијанта за да го почнеш денот и воопшто да го имаш во било кој дел од денот сокот како пијало, како опција, затоа што тоа е огромна количина на шекер, која што желудникот нема да ја исперцепира како храна и најверојатно после пиење на сок ќе доживееш голем пик на нивото на шекер во крв, пошто ќе се активира панкреасот и инсулин, пошто ќе го тргне тој вишок на шекер и пошто после пола час ќе имаш повторно потреба за дотур на шекер, кој што најверојатно ќе биде во цврста форма и ќе биде некаква грицка, чоколадо или тесто, затоа ако одиш веќе со почеток на денот со нешто течност, јас би ти препорачал можеби некаков овошен протеински шејк, доколку сакаш да го имаш вкусот на овошје. Цеден сок исто така не би одел, затоа што многу подобра опција ти се блендирани овошја, како смути. Цедениот сок не дека е нездрав, но ги исфрлаш растителните влакна, исфрлаш и одредени витамини, минерали и со тоа ја намалуваш неговата хранлива вредност. А шекерите ги добиваш, така да би ти рекол да одиш или со варијанта на блендиран сок, односно овошје, или со варијанта на овошен протеински шејк. И со твоето прашање за денеска завршуваме. Ви благодарам на секого од вас кој што помогнавте да создадеме интеракција и да донесеме вредност. Она што ми останува за крај е да ви посакам убав остаток од работната недела и се разбира да се видиме веќе наредната среда. Чао, чао!